Продолжуваме со патувањата низ некои од најубавите природни и културни знаменитости во Србија. Кампањата која што доживеа Србија и дел од нашите новинари од регионот кои беа на такво патување, меѓу нив и нашиот колега Ване Марковски, ни представуваат навистина прекрасни кадри и представуваат се она што е убаво и добро да се посети кај нашиот сосед. Па Ване, за репортажата која што следува, ни најавува дека од мистичната куќа на Карпата Дрина преку кристално чистата река Врело, па се до величествениот национален парк Тара и магичната Шарганска осмица, уникатниот етнокомплекс Мечавник ќе ни представи во продолжение, а вие подгответе се навистина за уживање и можеби инспирација каде да отпатувате викендов што ни предстои. Продолжуваме со нашето патување низ Србија во рамките на кампањата Доживеа Србија. Овој пат ќе ви ги представиме некои од најубавите и најинтересните природни и културни знаменитости на земјата. Вториот ден наша прва станица беше познатата куќа на Карпа на реката Дрина, лоцирана во близина на Бајна башта. Оваа дрвена куќичка, изградена во 1968 година, е сместена директно на Карпа во реката и се смета за символ на хармонијата помеѓу човекот и природата. Идејата и изградбата се дело на група локални ентузијасти, кои сакале да создадат место за одмор и инспирација. Куќата е традиционално градена, што ја прави уште поуникатна. Со текот на времето куќата претрпела повеќе обнови, посебно поради честите поплави на Дрина, но секогаш е обновувана со голема љубов и посветеност. Денес ова е едно од најпознатите туристички места во регионот и привлечна локација за добра фотографија, но и за љубителите на природата. Следна на листата е реката Врело, која е најкратката река во Србија. Таа извира од подземен извор близу градот Перучац и за само 365 метри се спојува со реката Дрина. Врело е позната по својата кристално чиста вода и живописни околини, каде што можат да се забележат бројни видови на риби и растенија. Ова место е омилено за локалните жители и туристи кои сакаат да уживаат во тишината и свежиот воздух, како и за љубителите на кратки излети и риболов. Мештаните ја нарекуваат и река Година, бидејќи е долга само 365 метри. Потоа се упативме кон Националниот парк Тара, еден од најзначајните паркови во Србија. Се простира на над 19.000 хектари и е дом на многу заштитени растителни и животински видови. Тара е позната по густите букови шуми и уникатниот шумски пејсаж, но и по птиците грабливки, како што се орлите и соколите. Паркот нуди бројни пешачки патеки, како и можности за планинарење, велосипедизам и други активности на реката Дрина. Од прекрасните видиковци се открива спектакуларен поглед на кањонот на Дрина, што го прави ова место вистински рај за љубителите на природата. А за љубителите пак на возови и историја, Шарганска осмица е незаменливо доживување. Оваа железничка пруга била изградена во 1920-тите години и добила своје име поради карактеристичниот облик на траса во форма на осмица. Пругата се протега на околу 15 километри и минува низ 22 тунели и 5 мостови, овозможувајќи им на патниците да уживаат во магичните пејсажи на планината. Возењето со старинскиот воз Киро е патување во времето, а железничката линија некогаш била значајна за транспортот и развојот на регионот. И за крај конечно стигнавме до Мечавник, познат како Дрвен град, етнокомплекс кој го создаде славниот режисер Емир Кустурица. Изграден во близина на Златибор, овој комплекс е културен центар со уникатна архитектура, направена од дрво и камен. Мечавник не е само туристичка атракција, туку е и место каде што се одржуваат фестивали, концерти и уметнички настани. Комплексот има кино, галерии, ресторани и чаршиски улички, кои се инспирирани од традицијата и културата на Балканот. Ова место е вистинска ризница на уметност и култура, каде што минатото и сегашноста се спојуваат во уникатна атмосфера.